Вести на Канал 8. Регионалниот синдикат бара државата да води поголема сметка за статусот на странските инвеститори кои покажуваат интерес за преземање на нашите стопански капацитети. Барањето се подкрепува со случајот на рудниците Злетово и Тораница, каде инвеститорот покажал несериозен однос кон вработените. Штрајкот на рударите во рудниците Злетово и Тораница е само пример дека треба да се води поголема сметка за странските инвеститори кои влегуваат во нашата држава. Пред да им се овозможи да купат некоја од домашните стопански капацитети, неопходно е да се провери нивниот статус, како и искуството од другите држави каде инвеститорите веќе влегле. Со ваков став излегува регионалниот синдикат на Сојузот на синдикати на Македонија во врска со актуелните случувања во двата рудника, во кои сериозно доцни исплатата на платите. Според синдикалистите, направена е грешка при отстапувањето на нашите капацитети, од што најголема штета имаат работниците, но и државата. Се работи за една несериозна фирма, која и каде и што била во некои други земји што работела, после нејното напуштање на рудниците оставала пустош. Се плашам дека ќе се случи и со Злетово, односно Тораница, и затоа препорачувам, односно апелирам до владата да си преземе хитни мерки за да се реши ова конфузија, ова катастрофа што се случува во рудниците, бидејќи газата наводно прикажува 2 милиона евра профит, а не најде за сходно да ја даде една обична плата. Секоја плата во последно време во рудниците се остварува со штрајк и со задоснување од 10 до 15 дена. Во желбата да се обезбеди влез на странски инвеститори можно е да се направат и грешки, зашто треба навреме да се внимава. Во случајот со рудниците, синдикатот бара раскинување на концесискиот договор и враќање на капацитетите во сопственост на државата. Во колку би се раскинал концесискиот договор, најверојатно би се нашол некој друг концесионер, меѓутоа и тај концесионер што ќе дојде мора прво да се добро испита. Каков му е бонитетот, какви услови пружа и да се врзе со тврд договор. Иначе како овој што дојде и пројде да кажеме, не бива. Пред 3 дена рударите во рудниците Злетово и Тораница започнаа штрајк поради неплатените обврски на странскиот инвеститор, фирмата Индиго Минерали и Метали, која стопанисува со нив. На рударите им доцнеше платата според договорените рокови, а не беше платена и потрошената електрична енергија кон ЕВН. Освен тоа, рудникот Злетово не го платил и концесискиот надомест кон општина Пробишти, со што таа е оштетена за 250.000 евра. Уште една акција за заловување кучиња скитници се спроведе на територијата на општина Кочани од страна на стручни екипи од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово. Заловени се 12 кучиња. Вкупно 35 кучиња скитници се заловени во трите спроведени акции од страна на стручни екипи, од кои во последната само се заловени 12. Но ова е само старт на акциите кои до крајот на годината ќе ги има повеќе. Се започнува од централното градско подрачје, а понатаму се шири во периферијата на градот. Акцијата се спроведува согласно распишаниот тендер на општина Кочани според законот на животните, кој не предвидува убивање или труење, туку само тргање од улиците. Ја спроведуваат стручни екипи од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово во присуство на комунален инспектор од општина Кочани и представник од КЈП Водовод. По заловувањето се носат на прифатилиште лоцирано во Кумановско село, кое ги исполнува сите законски стандарди. Според досега направените акции во други градови, заловените кучиња се чуваат 30 дена во прифатилиштето, а по извршениот третман се враќаат на локација каде што се заловени. Од комуналното предпријатие Водовод вела дека договорот со кумановската фирма трае цела година до 2 јуни 2016, така што до тогаш ќе бидат спроведени уште многу вакви акции, па кочанци ефектите ќе ги почувствуваат за неколку месеци кога ќе бидат спроведени поголем број акции. Инаку граѓаните на Кочани редовно се жалат од присуството на скитници во одредени делови на градот, а неретко се напаѓани или исплашени од нив. За следната акција, КЈП Водовод повторно ќе ги информира граѓаните и ќе апелира да ги заштитат своите миленици, за да не дојде до несакани последици. Набавката на енергенси за затоплување на училиштата во општина Кочани се уште не е завршена.
На распишаниот тендер за снабдувач со огревно дрво се пријавило јавното претпријатие Македонски шуми, а за нафта во тек е повторна тендерска постапка. Еден месец по започнувањето на новата учебна година, училиштата во општина Кочани се уште не се снабдени со огревно дрво и нафта за затоплување на училниците и другите работни простории. Иако од локалната самоуправа очекуваа од и постапките за јавна набавка навреме ќе се комплетираат, на распишаните огласи немало заинтересирани понудувачи, па обезбедувањето со енергенси не е реализирано. Поради тоа, училиштата се принудени да распишат нови огласи, на кои како снабдувач за огревно дрво се пријавило јавното претпријатие Македонски шуми. До сега испораката не е завршена, иако било добиено ветување од и потребните количини ќе бидат испорачани според договорот. Во однос на снабдувањето со нафта, што како енергенс за затоплување се користи во останатите училишни објекти, прашањето и понатаму останува отворено. На првата тендерска постапка, ниту една фирма не покажала интерес да го обезбеди снабдувањето, па сега тече рокот за вториот оглас за пријавување на заинтересирани. Од локалната самоуправа нема информации дали досега некоја фирма ја подигнала тендерската документација и поднела пријава. Првиот човек на општината, на првиот ден од новата учебна година, вети дека проблеми со затоплувањето на училиштата нема да има. Сакам да порачам дека без обзир што и да биде, како и да биде, нашите училници ќе бидат затоплени и учениците ќе ги имаат сите услови кои што се потребни за нормално одвивање на наставата. Според техничката спецификација во тендерската постапка за огревно дрво, јавното претпријатие Македонски шуми треба да испорача околу 250 метри кубни буково дрво од прва класа, за што е предвидено од општинскиот буџет да се платат над 620.000 денари. Најголема количина, односно 100 метри кубни се наменети за средното општинско училиште Гошови Кентиев, 92 метри кубни за основното училиште Никола Карев, 42 за основното училиште Свети Кирил и Методи, додека останатите 17 метри огревно дрво се за територијалната противпожарна единица. Забелешки во однос на недостатокот од спортска сала, како и во изведување на воспитно-образовната работа кај одредени наставници, дале просветните инспектори по спроведената интегрална евалуација во основното училиште Раде Кратовче. Резултатите ќе бидат готови за 3 недели. Интегралната евалуација во основните и средните училишта се спроведува на секои 3 години. Во основното училиште Раде Кратовче последната се реализираше во 2012. Минатата недела, како што налага Законот за основно образование, се спроведе интегрална евалуација во училиште, каде тројца просветни инспектори од разни градови комплетно ја проверуваа и оценуваа работата на наставниците со учениците, како и другите вработени во училиштето. Се оценуваше и хортикултурното уредување и хигиената во училиштето. Интегралната евалуација се одвиваше во неколку фази. Подготвителна фаза, каде се најавува интегралната евалуација во училиштето, се запознаваат сите структури во него и се прибираат документите. Фаза на имплементација, кога беа опфатени сите целни групи ученици, родители, совет на родители, наставници, училишен одбор. Кај нас беа 3 дена, тројци инспектори, државни просветни инспектори, 23, 24 и 25 овој месец. И дојде со агенда за работа. Првиот ден беше представување на училиштето од моја страна и посета на часови кај сите наставници, ги посетија сите наставници и од одделенскиот предмет на настава, како и подршното училиште во село Левичани. Наредниот ден разгледување на училиштето и последниот ден беше оценување на наставниците со нивните професионални портфолија. Иако ги чекаат резултатите од спроведената евалуација кои треба да бидат готови за 3 недели и бројчена оценка се уште немаат, сепак инспекторите устно дале одредени забелешки како и пофалби за функционирањето на училиштето. Посебно го нагласиле недостатокот на спортска сала. Нашето училиште има и недостатоци, и забележиви се недостатоци од претходната интегралност, тоа е се уште најголемата мака во Раде Кратовче, тоа е што немаме спортска сала со проблеми околу детални урбанистички план. Тоа е една голема аномалија на училиштето. Па мислам дека тоа беше генерално и ќе го стават како негативност во училиштето, за кое што натаму ние ќе се бориме да презимаме некои мерки после доставувањето на оценката на училиштето. Имаше така од некој наставник околу
еве зашто нема спортска сала, така тие си сами изјаснували или децата сакат наставникот да има малку поголем, да граде некој авторитет. Сепак, освен забелешките за недостатоците, инспекторите дали и пофални зборови за училиштето во однос на апликацијата за еко-училиште и добивање на зелено знаме. По излегување на официјалниот извештај и забелешките упатени до училиштето, истото ќе има време од 6 месеци да ги поправи, кога ќе следува контролна фаза, каде ќе се утврдува дали е спроведена дадената задача и дали се отстранети забелешките и недостатоците. Преку интегралната евалуација се подобрува квалитетот на воспитно-образовниот процес во основните и средните училишта со стандардизирани процедури во областите на квалитетот на учењето и на наставата. Во источниот регион на Македонија е регистриран сериозен тренд на зголемување на бројот на пациенти со срцеви заболувања. На одбележувањето на Меѓународниот ден на срцето, кардиолозите им порачаа на граѓаните да внимаваат на ризик факторите за нарушување на здравствената состојба и често придонесуваат за смртни последици. Рапиден пораст на бројот на лица со кардиоваскуларни проблеми е забележан во источниот регион, при што во ангиосалата на Штипската клиничка болница досега се направени околу 1000 интервенции. За честените проблеми со заболувањата на срцето и крвните садови, лекарите ги образложуваат со промената на навиките во исхраната и воопшто начинот на живот во последните 10 години. Според нив, неопходно е да се подигне здравствената култура кај населението и да се прават редовни лабораториски и други прегледи за навремено да се спречат поголеми компликации. Со вакви препораки излегоа специјалистите кардиолози по повод 29 септември, Меѓународниот ден на срцето. Пред се треба да се внимава на исхраната, зголемена физичка активност, регулација на тензија, регулација на гликемија, секако престанок со пушење на цигари, тоа е една од препораките што би требало од нас да излезе до општата популација. Значи, возрастна група би рекле дека нема некоја стрикна граница, ние сме имале пациенти што се на возраст под 40 години, а секако и над 75. Меѓутоа би рекле дека некаде средна вредност би била некаде околу 55 годишна возраст. Меѓутоа и тоа не е правило. Состојбата со бројот на регистрирани кардиоваскуларни заболувања во источниот регион го следи трендот на зголемување каков што е во Македонија, па и во Балканскиот регион. Поради тоа, лекарите специјалисти препорачуваат редовни кардиоваскуларни прегледи, односно мерење на крвниот притисок барем 2 до 3 пати неделно кај луѓето кои немаат проблеми со срцето и кои не се лекуваат од хипертензија. 2 пати годишно да се прави ехокардиографија и еднашка годишно да се прави коронарен стрес тест. Значи, со овие испитувања неинвазивни, од пациентите ние добиваме значителни информации кои што ќе влијат во понатамошното нивно лекување или превенирање на соодветна болест. 4 пати во годината лабораторија, најбитна работа, значи да се испитаат мастите, да се испитаат и докога зборуваме за испитување на мастите, битен е холестеролот, триглицеридите, меѓутоа битни се и оние две со понеколку букви LDL и HDL, тие ни се многу битни параметри и апелираме до лабораториите кои што работат во регионов, значи да го земат тоа во обзир. Во ангиосалата на клиничката болница во Штип досега се направени околу 750 коронографии и околу 230 вградувања на стент, од кои што 180 се на акутен миокарден инфаркт кај пациенти кои дошле со запнати коронарни артерии. Регистриран бил и голем број пациенти со заболување на срцевите валвули, односно имале така наречено проширено срце, како и запнати вратни артерии, распукана аорта како битен фактор за смртни исходи. По направените инвазивни и неинвазивни испитувања, пациентите биле упатувани во соодветните кардиохируршки институции во Скопје. Виница остварува плодна меѓународна соработка. Еден од примерите за тоа е неодамнешната заедничка активност со полската општина Келце, преку кој Виница беше презентирана во европски проект за културно наследство. Меѓународната соработка што Виница започна да остварува со општини од Европската Унија добива на интензитет. Културното наследство презентирано во рамки на европски проект насловен Комуникација на различните култури во Келце, Полска. Учеството на општина Виница во овој проект беше резултат на повеќекратна взаемна посета на правите луѓе од овие две општини.
Идејата за учество произлезе од последната средба помеѓу виничкиот градоначалник Емил Дончев и градоначалникот на Келце Војчех Љубавски. Токму на негова иницијатива и со негова подршка, Виница влезе во голем проект на Европската Унија, за што доби идентификацијски код. Првата фаза од овој проект беше токму запознавање меѓу земјите учеснички во овој проект и насока беше да ги избереме најдобрите ученици од нашето средно општинско училиште. Овие наши ученици беа на првата средба во Келце со цел да се запознаат и да разменат искуства и да учат за европските вредности. Проектот продолжува и понатаму и една од завршните фази ќе биде и изградба на инфраструктурен проект. Како што реков на еден од моите претходни интервјуи, дека ние одиме на проект изградба на музеј за нашите теракотни икони и за сите артефакти што се пронајдени на територија на општина Виница. Група ученици од Средното општинско училиште Ванчо Прке, предводени од професорката Сања Мицова, првија презентираа Виница на ниво на најразвиените европски општини. Учениците зедоа активно учество во сите дебати, дебатираа на различни теми кои ја поврзуваат нашата држава и државите членки на Европска унија, како и дел од другите учесници покажа една огромна соработка и пријателство меѓу нашето училиште, нашиот град, како и Полска, Келце, домаќини на целиот проект. Се надеваме дека соработката ќе продолжи со Полска, со Келце. Најверојатно веќе сме во преговори во партнер училиште, значи тие ќе бидат наше партнер училиште, нивното средно училиште и нашето средно училиште ќе станат партнери и се надеваме дека ќе има една размена на ученици со нашата општина и нивната исто така. Наскоро се очекува и официјално збратимување на двете општини, како и воспоставување на партнерство помеѓу Средното општинско училиште Ванчо Прке и Средно училиште од Полска. Претходно на фестивал во Келце учество зеде и ансамблот за староградски песни Серенада. Изложени наградените фотографии за 2014 година, кои се дел од одбележувањето на манифестацијата Европски денови на културното наследство во организација на Музеот на Македонија. Изложени се фотографии од 16 различни земји, меѓу кои Македонија. Во етно куќата во Кучани отворена изложба на наградени фотографии за 2014 година на конкурсот кој што беше распишан од страна на Музеот на Македонија во склоп на манифестацијата Европски денови на културното наследство. На изложбата се представени фотографии од 16 различни земји, меѓу кои и Македонија, за која има изложено 2 фотографии. На темата рурално културно наследство, една од наградените е фотографијата на ученикот Теодор Ајтовски од Кочани. На фотографијата е представен еден од браќата од триото Стојанови, Ристо Стојанов, кој што е облечен во оригинална машка носија од Осоговијето, односно од Ново село од каде што и потекнува тој. И на тој начин и само преку фотографијата, меѓутоа и по неговото творештво кое го оставил за идните поколенија, снимените касети со извор на народна музика, се покажува негувањето на руралното културно наследство во нашиот регион. Главната цел е за да може повеќе да се популаризира и да се обидат луѓето да го заштитуваат заедничкото европско културно наследство. Манифестацијата Европски денови на културното наследство се одбележува секоја последна недела од месец септември. Во Македонија се одбележува од 1996 година, а кон одбележувањето се приклучува и Кочани континуирано од 2005 година, со отворање на вратите за посетителите на изложбите. Инаку, самата манифестација започнува во 1991 година на иницијатива на Советот на Европа и со подршка на Европската Унија. Оваа изложба минатата година беше изложена во Страсбург, каде што сите наградени учесници добија признанија. Во текот на одржување на Европските денови на културно наследство, изложбата се представува во сите 16 земји учеснички. Надлежното оделение во Виница до ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција Скопје поднесе кривична пријава против КК 41 година од село Звегор, општина Делчево.
поради постојање основи на сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор. Тој на 11 јануари 2012 година со цел да се стекне со противправна имотна корист, поттикнал и организирал патување на 5 лица државјани на Република Македонија во државите членки на Европската Унија и Шенгенскиот договор. На наведениот датум, со цел да се стекнат со социјални и економски права спротивно на прописите на Европската Унија и на Шенгенскиот договор, пријавениот ги транспортирал 5 лица со патничко моторно возило Мерцедес во Швајцарија, стекнувајќи се со противправна имотна корист од 30.750 денари. Следуваат спортските информации. Изминатиот викенд се играше и младински фудбал. Комплетирано е колото во Пионерската лига, додека соседското дерби во детските лиги беше одложено. Викендов беше одиграно третото коло во регионалната Пионерска лига Североисток и во регионалната помлада Пионерска лига Североисток. Резултати кај пионерите: Фудбал Старс Ринија 0:6, Гоблен Јуниор Нью Старс 4:0, Куманово Евроспорт Вардар Маđari Солидарност Јуниор 3:0 и Премиер Паланка Башкими 1947 Куманово 1:4. Кај помладите пионери, Фудбал Старс Ринија 9:2, Гоблен Јуниор Нью Старс 0:4, Куманово Евроспорт Вардар Маđari Солидарност Јуниор 1:1 и Премиер Паланка Башкими 1947 Куманово 1:4. По 3 одиграни кола кај пионерите води Ринија со 9 бода, вторе Куманово Евроспорт со 7, следуваат Гоблен Јуниор Башкими 1947 Куманово, Маđari Солидарност, Нью Старс. На предпоследната позиција од табелата во моментов е Фудбал Старс со 1 бод, а последна екипата на Премиерот Паланка. Кај помладите пионери, сосема поинаква слика на табелата, водат Нью Старс и Фудбал Старс со по 9 бода. Башкими е на третата позиција, следуваат Куманово, Евроспорт, Маđari Солидарност, Ринија, Гоблен Јуниор и Премиер Паланка. Поради неповолните временски услови, изминатиот викенд беше одложено соседското дерби во детските фудбалски лиги. Во ово неделното коло во Виница, силите требаше да ги одмерат екипите на Слог 1934 и Фудбал Старс. Толку во овие вести и повеќе информации на kanal8.mk. Довидување.